На последниот ден од 2017 година, Министерот за здравство дојде во Кочани во посета на Општа болница, што според него била вообичаена работна обврска и дел од планираните посети на поголемите здравствени институции во државата. На средбата со директорката Панова и со дел од дежурните лекари на итната медицинска помош, тој ги доби првичните информации за состојбата во која се работи во моментот и за неопходните технички и кадровски потреби. Министерот Филипче рече дека дошол во работна посета, откако неодамна ја презеде раководната функција во ресорот, при што ги искаже и впечатоците од средбата во Кочани. Еве сега сме тука во болница да поразговараме со раководството и со вработените, да ги слушнеме секојдневните предизвици со кои што се соочуваат и заеднички да поразговариме за начините на кои што тие најлесно би се решили. Добро, имам позитивни искуства до сега во соработка со колегите, еве сега да видиме и како инфраструктурно сето тоа изгледа, па да направиме план за понатаму. Министерот за здравство најави дека во текот на 2018 година Кочани ќе биде дел од пилот проект за спојување на Општа болница и здравствен дом во една здравствена институција. Тоа е еден пилот проект на кој што сега почнуваме да работиме. Станува збор за проект кој што ќе ни покаже точно како се распределуваат трошоците, како се прават долгови и да видиме дали врз основа тоа можеме да најдеме начин за рационализација на работата. Со проектот за спојување на двете установи во Кочани се очекува да се намалат давачките за правните и други заеднички служби, како и да се избегне дуплирањето на кадри што не се директно поврзани со здравствените услуги. Освен Кочани, Министерството за здравство во овој проект ќе ги вклучи и Кавадарци и Гевгелија, каде што ситуацијата е слична како кај нас. Исто така, министерот Филипче најави дека се прави стратегија за намалување на бројот на лекарите и другиот медицински кадар кои заминуваат во странство, а истата наскоро ќе биде соопштена во јавноста.